Добар ден, почитувани, го следите магазинот за родителство 0+ месеци. Кога детето ќе заврши на детска хирургија, за родителите тоа речиси секогаш значи страв и многу прашања. Но денес детската хирургија е многу поинаква од порано. Што е потешко, кога пациентот е бебе или пак мало дете? Кои се најчестите состојби поради кои децата завршуваат на детски хирург? Кога навистина е потребна операција и како изгледа закрепнувањето кај најмалите пациенти? За најчестите хируршки состојби кај децата, како голтањето опасни предмети, но и стравот на родителите. Разговараме со професор доктор Маријан Камиловски, детски хирург. Останете на Телма, а поставете прашање во програма. За детската хирургија, стравовите кај родителите и што значи да се биде мал пациент во операциона сала, ќе го прашаме професор доктор Маријан Камиловски, детски хирург од Универзитетската клиника за детска хирургија. Професоре, добар ден, добре дојдовте во магазинот за родителство 0+ месеци. Добар ден, благодарам за поканата и стално ми е чест да учествувам во една емисија што мислиме дека е репер за едукативниот систем во форма на телевизиски. Ви благодарам многу, професоре. Кога родителите ќе разберат дека нивното дете има потреба од преглед кај детски хирург, обично се облеани со страв, чувствуваат и паника, па дали секој преглед на детска хирургија завршува со некаква хируршка интервенција, со некаква операција? Ние на нашата клиника во просек сега имаме негде околу 2000 операции. А прегледи имаме може и над 5000 за непогледна со статистиките, но тоа ни укажува дека не сите секое доаѓање на родители со пациент, односно со дете на детска хирургија, треба да заврши со интервенција. Така да... Но стравот кај родителите е присутен. Знам дека стравот е голем, нели сите сме родители, али меѓу другото и постои тоа дека болката е најголем пријател на човек. И заради тоа си иде у болница на деца кои ќе се пожалат, им кажувам, и прашувам, знаете ли зашто се вика болница? Не знаеме. Поти боли од болка, потекнува болница. А стравот е оправдан, пошто може да биде и позитивен. Значи, стравот е поголем, ако размисли родител, например, конкретно за нив зборувам, ако не го однесе на преглед. Квантумот на страв тогаш расте. А вака ќе отиде на преглед, барем ќе расчисти и ќе знае на што е. Не само за децата. Еве, јас сум бил пациент, веројатно и многу од гледачите. Не е пријатно чувство да отидеш на доктор. Ама тоа е веќе една култура на живење и мора да се развиваме натака во тој правец, поготово со денешните можности за информирање. Би требало да се намала тој квантум на страв. Родителите читаат од интернет, користат и вештачка интелигенција за одредени состојби кога пребаруваат. Дали тоа може понекогаш да создаде уште поголем страв? Може ли да одмогне во одредени ситуации? Точно се сеќавам, минатата емисија која гостував кај вас, имавме една тема закажана и чисто од радозналост викам, ајде да прочитам на интернет сајтовите што пише. Од 8 поста 4 беа ноторна глупост. Например, за крипторхизам, кој разговаравме минатиот пат. Искуства од мајки, од доктори, наводни доктори, сега не можам да навлезам кој стои за тоа, нели? Еве, крипторхизам нека не се оперира до 14 години. Само да појасните каква состојба е тоа? Крипторхизмот е состојба, нели, што зборуваме, кога тестисот на детето не е спуштен во скротумот и поради тоа ние треба да интервенираме. Тоа се интервенира од година дена до година и пол дена. И сега има изјави 4, 5 од типот. Тоа не се спушта, не се оперира, ќе се спушти сам, нема потреба, што ги носи родителите во заблуда. Така да добре да се информирани, ама не секогаш може да се потпреме на тоа што го читам. Така, не секогаш информациите се релевантни. Во морето од информации има се и се што. Поготово, ја настојувам со цела почит на сите доктори во Македонија, значи детската хирургија е на специфична патологија и во склоп на самата хирургија. Значи има колеги, искусни хирурзи, кои ќе дојдат во судир, например, во момент да прегледуваат дете, ми се вуат мене. А знам дека и он може да го прегледа. Ама они се оградуваат вика со деца
ние не сакаме да работиме, затоа што во сите книги стално се трудам да повторам, детето не е мал човек. Значи, дете си е дете. И бебе и дете си има своји специфики, што се различни од возрастните. И затоа детската хирургија има диагнози и состојби што може само да ги детектира и да ги лечи детски хирург. И затоа е пожелно да се обратам на детски хирург. Што е потешко кога малиот пациент е бебе или пак мало дете? Бидејќи бебето не зна да се пожали ниту да каже што му е. Еден основните проблеми во детската хирургија и воопшто знаеме дека пациент, за да може успешно да се лекува, треба да биде коректно диагностициран. Затоа што, пошто сум едукатор и на помлади колеги и студенти, ако немаме диагноза, проблем има и докторот и пациентот. Ја имам проблем што не знам како да го лекувам, ама има и пациентот што бара помош. Со тоа што пациентот од вас бара помош. Значи, јас имам проблем. Значи, се треба да настојуваме да се дојде до некоја, да го фатиме вистинскиот пат, да дојдеме до правата диагноза. Сега, кај помалите пациенти, тоа е малце потешко, затоа што ние немаме информација или самата анамнеза, односно прашањата што докторот ги постава на пациентот, не можат да возвратат со одговори. Како што кажавте, како што растат од бебиња према повозрасти, полесна е соработката, затоа што поготово што децата се у денешно време поотворени, покомуникативни и знаат да кажат. Како се зголема возрастот, тогаш и полесно доаѓаме до заедничко решение во интерес на здравјето на детето. За кои состојби најчесто се обраќаат родителите со нивните деца кај детски хирург? Па во хирургијата имаме две позиции. Значи имаме ладна патологија и хитна патологија. Значи, ако почнеме од почеток на хитна патологија, што претежно се решава за време на дежурството, односно 24 часа. Нема тоа дежурство, таа е 24 часа и бара брза и навремена интервенција. Најчесто тоа се е од палетата на диагнози што доаѓаат, најчесто се стомачните заболувања и во овој период најчесто се фрактурите. Како се подобрува детето, да, тоа се зголема, децата се поактивни, тротинети, точаци, ролерки, како и да е, и физички се поактивни и затоа доаѓа се зголема процентот на скршеници, посекотини, претежно травма. Значи, абдоминалната колика и травмата најчести се во хитната патологија. Так. Кога зборуваме за хитна патологија, колку често доаѓаат на преглед родители со бебиња кои што паднале од кревет? Па многу често се случува, само има еден феномен, како да го наречам, Господ ги чува бебиња, тие се поеластични и посавојтливи, нели? И помалку страдаат од травма. Така да тоа претежно се контузии на глава или најчесто скршеница на рака или на ноќа, ама не е голем процентот. Споменавте тоа е хитна патологија, така? Тоа е најхитна патологија. Другата што е топла патологија, нарековте? Па тоа е елективна медицина, што секојдневно што се дешава, тоа се конкретно возраст кај дечињата, претежно се тоа во предонингвината регија се и ингвиналните хили, хидроцели, варијации на ингвинална кила, неспуштен тестис, претежно имаме, тоа е најчесто. А во хитната, меѓу другото, и апендиксот, што сме разговарали најчесто. Еве ги споменавме се стомачите тегоби. Често пати родителите ги носат децата на лекар, бидејќи тие се жалат на болка во стомачето. Па сега, како се прави разлика дали станува збор за хируршка состојба или да речеме обичен стомачен вирус? Ние најчесто соработуваме со клиниката за детски болести. И претежно пациентите, дечињата што таму се јавуваат за преглед ради болки во стомакот, ги препраќаат кај нас за заеднички да исклучиме дали се работи за педиатриски проблем или да се работи за хируршки проблем. Во однос на стомачната болка, не значи дека секоја болка во стомакот е хируршки проблем.
Нели? Најчесто од ливфадените мезентеријални ливфадени, од вирози, од погрешна храна, внесување, од удари, не барат хируршка интервенција. Дока хируршките интервенции јасно се дефинирани кои се. Тврди столиците, исто така хируршката диагноза многу лесно се воспоставува. Не е баш лесно, ама со текот на годините со искуството точно може да се знае што е хируршка и што не е хируршка диагноза. Кога е хируршка диагнозата? Да речеме, еве, воспалено слепо црево, дали болката е типична кај децата? Се јавува ли на одредено место или пак може состојбата сепак да биде збунувачка? Кога се однесува за апендикулоз или страдање на слепото црево, да бидам појасен, самата состојба си има свој тек. Например, најчесто, значи, ова зборувам кога е едно клише, да кажеме, најчесто. Значи, почна болката со гадење и со повраќање, па болка во желудникот, па болката почна да се спушта доле десно во абдоменот. И тоа е еден тек на воспаление на слепото црево, кој е, например, да кажеме, поспецифичен. Има некои атипични болки. Тоа зависи исто така, слепото црево има една типична позиција, ама може да биде атипична. Ако, например, свртено према внатре, тогаш не е типична клиничката слика и тука доаѓа до грешки при диагностицирање, ама со текот на искуството, со годините ги осознаеш тие ситуации. Тука, например, по протокол има патеки по кои се работи, нели, се зима крвна слика, може да се направи ехо. Сега како дојде и техниката, обично прават и компјутери, така да искусен рентгенолог тачно може да ти го лоцира слепото црево и во однос на неговата големина или дебелина да каже дали се работи за воспаление или не. Но сепак, конкретно за слепо црево, најважно е искуството. Како се движи детето, како се качува, која гримаса прави. Сето тоа, јас стално им кажам на помладите колеги, самата диагноза ти е као она Рубикова коцка. Една по една коцка ти се склапа во главата и кога ќе дојдеш до коцката, веќе имаш диагнозата. Мозаиката. Треба си ги редиш коцките една по една, за да дојдеш до вистинската диагноза и да се одлучи што понатака и како ќе се третира тоа дете. Ги споменавте мезентеријалните лимфни жлези, значи лимфните жлези во стомакот на децата кои што знаат да се зголемат како резултат на некоја вирусна инфекција, на грло, горно-респираторна инфекција и слично. Дали оваа состојба се следи кај детски хирург или кај педијатар? Вака. Некогаш, овие конкретно за вашата последна диагноза што кажавме, тоа обично е состојба која следат педијатрите. Само проблемот е да дојдеме до неа, да видиме дали е слепо црево или е мезентеријален ливфаденит. Затоа што има во медицината се вика диференцијална диагноза. Тоа значи кога две диагнози се покопуваат со клиничката слика. И тука треба да се пресече дали е тоа или дали е ова. Кога веќе ќе дојде детето кај нас со таква состојба, со мезентеријален ливфаденит, ја во мојата пракса ја не ги враќам на педијатрија, ги лекувам веќе кај мене, пошто некогаш па знае тој лимфаденит да се развие понатака да промени клиничката слика и па да дојде и до воспаление на слепото црево, затоа е подобро да биде под контрола на хирург. А што доколку болката е што ја чувствува детето во стомачето е последица на тврда столица или на неможност за празнење на цревата? Може ли на детска хирургија да се реши тој проблем? Па, може, да. Претежно има состојби каде што кога има отсутство на столица, може да се смета и на една илиосна состојба или кај луѓето што е позната како преплет на црево. Прво, најосновно, треба тоа да се расчисти. Дали е тоа или не. Кога ќе видиме дека не е тоа, затоа тука е многу битно, например, како е повозрасно детето, он кажа, да банализирам, дал какал или не какал, и затоа е тогаш со работката, колку е повозрастен подобра, него кај бебе, како ќе каже. Ние чекаме родители,
анамнеза или хетероанамнеза од родителот што ќе ни каже, а некогаш па и родителите не знаат и не се спремни да кажат вистинската состав и затоа е потешко да диагностицираат. Обстипацијата се лечи и на клиника за педиатрија и кај нас имаме такви случаи, поготоа што обстипацијата некогаш знае да биде ради некои промени на самиот анус на дебелото црево. Така да, ако е поупорна... Ако децата свесно задржуваат столицата, можете вие да ги исчистите цревата? Сум имал во мојата пракса многу такви случаи. Например, тој отпор се јавува најчесто е ако детето ќе смени средина или, например, ако треба да иде у градник. Тој му е начин на еден бунт. Не сака да оди понадвор. Ако не оди понадвор, добива болки. Ако добива болки, знае да ќе остане дома. И он си го црта тоа крупчето и така му одговара. Сега треба да видиме дали има објективни причини за обстипација или нема. Најчести причини за обстипација лошиот режим на исхрана кај децата. Затоа што е едно од основните правила што ќе внесеш тоа, нели, и тоа и ќе го изадиш надвор, нели? И мислам дека во денешно време со самиот начин на живот не генерално, ама мислам дека децата лошо се хранат и затоа доаѓаат до тие обстипации, ама не е ништо страшно. Има методи од поблагиот па нагоре, така да тоа се решава. Не е никаков проблем. Исто кај детски хирурги, за тоа би можело Апсолутно кај детски хирурги, да. Так. Ќе проговориме за нушта. Ова што ја кажа, се извинам, сега ми дојде мислат. Ако веќе гледаме дека и покрај физиолошки и анатомски нема никакви проблеми, зашто детето би имало обстипација, ако има некој психички момент, има на педиатрија, функционира и тој дел, има детски психијатар, може да се поразговара, да се надминат тие работи, за да може понатака. Понекогаш решенијата се значи комплексни. Да, заеднички. Се случува и децата да проголтат предмет, ситен. Знаеме дека е многу опасно ако го вдиша, дека може да дојде до гушење, тука оториноларинголозите го решаваат проблем, но што ако тој предмет биде проголтан и заврши во стомакот? Кое е решението? Дали секога се чека, се следи, дали детето ќе го исфрли предметот преку столицата или понекогаш е потребна интервенција? Многу често се случува да дојде до готање на предмети. Значи, најчесто се парички. Ова што спомнавте, батерии, пошто сега се функционира на батерии. Магнети? Магнети. Делови од играчки. Сум имал случаи игла, значка, чичкалици. Овие се првите што ви кажа, значи играчки, парички и ова исто што кажате, батериите. И подобрата варијанта е тие да се готнат него да отидат во дишните патишта. Не. Нормално тие си имаат клиничка слика. Ако детето, па се може и да спомнам, може некој да готна од нешта, а родителите да не забележили, па да го исфрли тоа. И сега, ако детето спомне, или ако, например, го гледат дека си играл со нешто, го нема предметот, тогаш веќе се алармира. И второ, ако има симптоми, например, кашлање, гушење, плюкање крв, повраќање, тогаш веќе гледаме дека странното тело веќе почнува да прави некој проблем. Ова што спомнавте, дали да се следи или лоша е сликата, например, може да види и кога ќе готват батерии. Значи, претежно се алкални батерии, од ние старите, што ги знаем. Поновите батерии, они што се коплочки, копарички, тие се поопасни затоа што повеќе реагираат со самата мукоза на хранопроводот и на желудникот. Прават реакција. При таа реакција они може да оштетат и може да дојде до перфорација, односно дупнување на хранопроводот и на желудникот. При тоа се прави киселината се излева во абдоминалната шуплина, се прави еден хемиски перитонит, што може да донесе до многу несакани дејства
и потешки компликации што се мора да се решат хируршки. Ако веќе се утврди, например, многу е важно, например, колкава е големината на предмет. Например, ако го отне паричка. Ако го отне паричка, претежно дава клиничка слика, пошто децата после тоа не можат да внесат храна и течности и повраќаат. И тоа се гледа дека нешто не е во ред и се прави снимка и се гледа. Металните предмети може да се детектираат преку рентген диагностика. Овие другите, например, што се дрвените или пластичните, чешкалица, тие не се гледа? Не. Сега има, затоа при, конкретно што кажавте при батериите, најхитно што може се вадат, да не дојде до реакција, ако барем првите 5-6 сати. Тогаш имаме соработка со клиниката за уво, нос и грло. Они доаѓаат и ендоскопски ги вадат тие предмети. И треба многу внимателно, затоа што поготово хранопроводот е многу очувствителен на оштетување, а самата хирургија е на потешките хирургии на хранопроводот е на потешките хирургии заради неговата позиција и затоа многу внимателно треба да се отстранат. Што ако завршат подолу? Во желудникот или пак во цревата? Ако завршат во желудникот, значи исто така се вадат, пошто се вадат ендоскопски. Од хранопроводот и од желудникот се вадат со ендоскопски, со гастроскоп. Така. Ако завршат надоле, веќе не може да се пратат, ама кога стварта е да помине таа бариерата од 12-палачното црево и да дојде во цревата. Ако дојде во цревата, тој веќе многу полесно пасира и ќе се исфрли. Ако веќе не сме, ако сега зависи во кој период сме го фатиле. Ако сме го фатиле во проекција на хранопровод и на желудник, ќе го извадим. Ако трнал надоле, ќе го чекам. И сега ова за оштри, конкретно што си имал ја дете, што готнал значка. И сега оштриот дел, знаеме, може да направи перфорација, оштетување на цревото и така. Организмот има еден феномен, не оди значката од кај иглата, него оди од кај тупата страна. И детето се после 3-4 дена, не се сеќавам више колку, се исфрли без никакви проблеми, без никакви скрварење и оштетување на гастроинтестиналниот тракт. Но што ако е, да речеме, само некоја жичка метална и слично, тоа веќе опасно и може да направи перфорација? Ако е... Еве сме читале со тие четки за чистење скара, дека може да остане жичка, па... Така се, ако е жичка, тешко може да се детектира. Може да се детектира ако вака веќе почне да прави проблеми. Пример се јава абдоминална болка, гадење, повраќање и други симптоми. Тогаш више ќе мислиме што ќе правиме, по можност ако може да се изради, ако не, со трпение ќе искочи. Пошто ние не може, ние имаме една слика дека жичката, да кажам, сама патува низ цревата. Значи таа се обвива во храна и заедно со храната, болус се вика тоа, замотана во храната, оди и надоле. Не е само тоа гола жичка па да шета по цревата, така да голема е можноста, пошто самиот организам се штити, нели? И ја прави таа состојба да се завитка болуз, да може да се исфрли безбедно надоле. А што доколку некој дрвен предмет кој што не може да се детектира на рентген, па не знаете точно каде е, чечкалица? Па ако е дрвен предмет, например, не можеме да го сликаме. Тоа може да видиме дека е дрвен предмет ако кажат родителите или ако го видат дека го отнел. А ако се јават некои симптоми, тогаш се праќа на клиниката за педиатрија, одделот на гастро, му прават ендоскопија во желудникот и ќе го видат. А ако го видат, ќе го извадат. А ако поминало надоле, тоа добро е што тоа, например, не прави реакција со отколното ткиво. И тоа ситуација што ви ја кажав, ќе се замота во храна и си патува надоле. Ако веќе, например, прави проблем во цревата, да кажам, доаѓа до ситуација кај што веќе не може и самата храна и столица да оди надоле, се прави рентгенографија, ти не можеш да го детектираш предметот, ама се гледаат некои состојби на рентген сликата што ни кажуваат дека нешто се прави случува, стоп. така, некој застој има. И ќе го пратиме. Ако продолжи таа слика на, да кажам, на преплет црева, веќе се доаѓа, може да се направи интервенција и отварање на самото црево.
Значи, ова се опасни состојби, затоа децата треба Тие да не играат со ситни предмети. Порано, не стигнав да се информирам, порано на клиниката на гастроентерохепатологија на педиатрија има која една капсула. И таа ја пушта, ќе готне детето, и таа ко камера. И шета низ сревата Снима. и снима. Мислам дека се уште постои, ама сепак тоа е многу ретко се случува да направат такви илјавски состојби. Значи, најопасно е доколку биде батерија. Прават хемиска, тоа е најопасно, прават хемиска. За овие механички имаме начин да ги решиме. Ама хемиската реакција најхитно во период од 6 до 8 сати мора да се изаде за да не направи хемиска реакција со ткивото, пошто може да направи стварно големи проблеми. Професоре, родителите многу се плашат кога нивното дете треба да влезе во операциона сала, бидејќи треба да прими анестезија. Дали тој страв оправдан? Има ли одредена возраст каде што анестезијата може да направи некој поголем проблем? Не поголем проблем, но да представа поголем ризик. Добро прашање. Ќе се потрудам коректно да ви го одговорам. Оперативниот третман или хируршката интервенција кај децата не почнува кога детето ќе отиде во операциона сала. Значи, ние имаме една процедура. Значи, прво, конкретно, сите деца доаѓаат кај нас амбулански. Кога ќе дојдат амбулански, кога веќе сме одлучиле за хируршка интервенција, се прави оперативен план. И се повторам стално, ви веројатно, пошто сум ја најстар детски хирург моментално во држава. Колку е подобар и покоректен оперативниот план, тука е полесно и за хирургот и за детето да поднесе интервенцијата. Значи се прави оперативен план. Кога ќе дојде детето, првиот ден контакт имаш со анестезиолог, лабораторија и сите исследувања што се прават да видам дали е во состојба да поднесе самата интервенција. Второ, многу е важно родителите да разговараат со децата. Да кажеме, тоа е една припрема од самите родители. Да ги опуштат, да психолошки да ги подготва за тоа што следи. Но ако се они во паника, знаат да го пренесат стравот кај детето. Правата слика е да му објаснат да детето првенство не само кај хирург за детски хирурзи, за колеги хирурзи, дека самото одење на доктор е во интерес на детето за да му помогне за да продолжи нормално да се живее како сите деца. Да му го колку е во можност да му го отстрани тој стравото од доктори, пошто ние кога бевме мали, ние имавме уплав од докториот и ни вика не плашат. Дома ако не учиш или ако не ќереш да радиш, мајка им беше виша медицинска сестра, ќе те однесеме кај тетка Вера, кој ќе ти опне на тока инекција да видиш како. И ние уплав. Значи треба се работи со децата уште мали. Не мора да идат на доктор. Па пред тоа припремат. И генерално кога се разговара со нив да се уочи која е функцијата на докторот и зашто децата нормално одат таму. Кога ќе дојде до моментот кој е веќе договорена интервенцијата, они доаѓаат на нашата клиника и легнуваат и пред оперативно е конкретно за да се опуштат, се дава премедикација. Значи уште на самиот кревет горе на одел се дава премедикација во вид на една лајче сируп, што е еден вид на анестетик за дете да се опушти да заспие. Така она веќе спремно доаѓа во сал. Сега најчесто 80% да кажам тој делува, има кај 20% деца што се хиперактивни и да му даеш 3 лажичија не му делува, а тоа е веќе строго дозирано, не сме да се претерува, нели? Па се справуваме. Обично, ама да ја кажам, генерално дечињата се многу умни. Јас кога ќе ми кажат мене, кога ќе ми кажам што работи с детски хирург, ќе рече ја со деца, генерално немам проблем со деца. Обично имам со родители, со роднини и со тие врските, а со дечињата не. Има деца, например, што ќе каже, моја дома вика шета по тава, не се држи, па тој е најмирен. Ќе дојде, ќе се социализира, ќе си разговарат. И уште еден битен момент што е морам да го нагласам, од кој искочија многу мобилните телефони, многу не е полесно да па нема се да се лежи у кревет и штрака телефон. И толку мирно. Пред тоа нема телефони, плача, вика,
Сега телефонче, ја правам другиот ден визита на асистентија, викам пуштете го дома, ма професор рано да е. А чим си игра на телефон, викам, тој за дома, така да се справувам. Се во интерес на здравјето. Така. А дали кај децата може со локална анестезија да се интервенира или мора да биде успиено детето? Ставот генерално од целиот свет и ние да нели припаѓаме е дека не сме да се дозволи детето да трпи болка. Има интервенции што се изведуваат локално, има интервенции што бараат целосна анестезија или епидурална анестезија, како и да е. Затоа имаме тим од детски анестезиолози, изусетно добри, што работат строго детска анестезиологија и имаме многу блиска соработка со нив. И во комуникација се договараме дали ќе го оперираме вака, каква анестезија. Ние не можеме да функционираме без анестезиолозите, така да мора да имаме соработка и заеднички со нив одлучуваме каква анестезија ќе даде. Ако е подолготрајна анестезија, нормално се дава еден вид на анестезија. Ако се некои анестезии што бараат помалку период, може и локално да се работат, али во операциона сала. Имаме и помала сала, кај што е за помали интервенции, али секако и да не се дава анестезија, тој пациент мора да се обезболи, се дава и локална анестезија, како и да е, детето никако не сме да трпи болка. А како знаете дали детето и чувствува болка или не, доколку не знае да каже, за да се менаџира ако е нешто тој добро, сегмент? кога работите со деца, тоа е добро што они не можат да ги сокријат емоциите. Значи, ако е повозрасен, малце, он ќе трпи болка. А кај деца така, може да му е срам да кажат. И да му е срам, и му е страв да ако каже дека ќе му направат интервенција. Кај деца тие реакции се многу спонтани и со години, поготово со искуство, не може да ми ги сокријат. А и знам што може да го боли, колку може да го боли, пошто има некојаш претерани реакции, нели, кои реагираат децата, зависи како е воспитан дома, нели? Тогаш треба да се процени дали стварно го боли, нема да го боли, или може слободно се, да кажем дека може да се процени. А што е со децата кои што помалите ве сакаат да ја пипнат раната, ја вадат преврската, не сакаат анестезија на рачето да имаат? Како се справувате со тие ситуации? Или треба да мирува, а не сака да мирува? Зависно од интензитетот на интервенцијата. Хирургијата или one day surgery што ги оперираме денат, другиот ден ги пуштаме, они нема никаков проблем. Они се прави нормално преврска, они да сакат не може да направат некој состојба што ќе предизвика отварање на рана, крварење на рана. Значи, раната е секако безбедна. Така да се заштитени, а и претежно стварно немаме такви проблеми. А ако, например, е поголема интервенцијата или ако бара имаме интензивна нега, лекување таму, се даваат средства и седаци, се обезболува. Така да, ако не го иритира раната или не го боли, него не му е интересно. Така да, не е тоа никако. А и мобилниот телефон е тука? Па да, тоа. Само да дојде до мобилниот. Ќе ги вклучиме и гледачите, почитувани од тој момент. Емисијата е контактна, можете да поставите прашање кои што се однесува на денешната тема. Кој закрепнува побрзо? Дали се тоа малите деца после операција или пак возрастните? Една паралела да направиме. Точно е тоа. Меѓу луѓето, што се зборува, стварно е точно дека помладиот организам побрзо закрепна. Исто е или за фрактурите, например, скршениците. Колку си помлад, тие тогаш и раните, и ткивата побрзо зараснат. Но има еден многу битен фактор, што стално го потенцира. Многу е важна самата интервенција на хирургот. Ако ткивата, кога оперирате, да кажем условно, не се
тормозат или се малтретираат, не се травматизираат. Ако се работи внимателно, тогаш ткивата побрзо се ставуваат. Ако се малтретираат или ако виолетно се настапува спрема нив, тогаш и самото закрепнување ќе оди поспоро. И тоа е многу битно. Важно е да заклучиме дека децата побрзо закрепнуваат од возрастите. Имаме гледачи. Ајде да им дадеме предност. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Голем поздрав до професорот. Ви благодарам. Зоран од Кавалот, кажа. Така. Се јавивте само да го поздравите професорот или пак имате некакво прашање? Многу. Така. Ви благодарам. Многу на поздрав. Ви благодарам за вклучувањето. Да го слушнем и следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Овде дедо доктор од Струга. Многу ви ја поздравувам како секогаш емисијата, посебно вас и уште посебно колегата Камиловски од доктор Климе од Струга. Морам да го пофалам, ја избрал најблагородната струка во медицината и голем поздрав. Ви благодарам, докторе. Ме заинтересира прашањето со апендицитот. Малку се чудам на некои наши млади колеги сега. Мала болка детето ќе добие во стомакот и веднаш го праќаат на хирургија, што не е во ред. Значи, диагностицирањето на апендикс во главно, во принцип, малку поискусен педијатар ќе го открие и ќе го прати на право место. Поздрав уште еднаш. Ви благодарам, докторе, за вклучувањето во програма. Благодарам, ке ми извините, сакам да го поздравам колегата Климет Матовски од Струга, најстариот и најдобриот педијатар, он што соработа од времето со татко ми, стварно искусен педијатар, кој поддржувам неговиот став. Значи, искусен педијатар може сега да може неблагодарно. Значи, не може априори ако дете дојде кај педијатар да се праќа на хирург. Веднаш. Што се случува. А може и да се случи, кој ќе дојде на педијатрија, вика ти иди прво на хирургија, да види дали е за таму, ако не е за таму, после не е ќе го лечи. Што кажа колегата Климет Матовски, иначе многу едициран, со повеќе докторати и магистериуми. Беше гостин во емисијата. Секој знам дека е бил гостин, го знаете, исклучително познат и искусен и така натака. Значи, во тоа време, ако ќе дојде на педијатар, искусен педијатар, ќе процени дали е, не викам децидно да каже да или не, ама од 5 случаи ќе кажам 3, не 2 ќе бидат. Па ја 2 ќе ги рачистам. Ама ако е веќе 5, му го одземаш времето на некој друг пациент кој што му треба поише внимание. Така. Во право е колегата и уште еднаш го поздравам. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ви поздравувам многу вас, а посебно докторот. Ви благодарам. Сакам да не е во негова бранша, меѓутоа тука е пак. Сакам да прашам, дали за операција на дете од стрбизам на око, дали е потребно целосна опојка? Ви благодарам за вклучувањето во програма. Професоре, можете да дадете одговор во оваа насока? Има дел од операциите што се прават на око, мислам поголем број се прават се почесто како напредува анестезијата и во локална анестезија. Така да не мора да значи дека страбизам мора да се оперира исклучиво во целосна анестезија. Зависи од степенот на страбизам. Така. Уште еден гледач имаме. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Сакам да го поздравам професорот Камиловски од едни негови пријатели. Така, ви благодарам за Благица поздравот. и Делчо. Благодарам. Бившите комши. Благодарам, поздрав и до вас. Многу голем поздрав. Благодарам, Благица. Така. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Пријатно. Имајте пријатен ден. Професоре, како се прави проценка дали кај детето треба да се направи класична операција или пак да се употреби лапароскопија? Бидејќи детската хирургија е поинаква во до пред 10 години, порано. воедно може, 15 да кажам, се првите почетоци на лапароскопската, на ендоскопската хирургија. Воопшто, во Македонија. Прво тоа почна, да бидем искрени, ке возрастните,
па почна да се продолжи кај децата. Трендовите се повеќе и повеќе одат кон таа ендоскопска хирургија. Има интервенции што се прават класично лапароскопски, има интервенции што се прават ендоскопски. Претежно ендоскопските интервенции се прават кај повозрастните деца. Кај бебињата или дечињата помало за 2 до 3 години, скоро е невозможно, не постадни такви инструменти за да се изведе лапароскопска интервенција, а поготово кај тие деца, пошто се ресорите и многу мали, не е неопходно да се прави ендоскопска хирургија. А има ли операции кои што детските хирурзи ги сметаат за рутински, а родителите сепак многу се плашат од нив? Видете, секоја состојба што е поврзана со здравјето на детето, внесува страв. И на забар кога треба да оди, пошто знае дека детето вака или онака било кој интензитет ќе чувствува болка, е непријатно за родител. И најситната интервенција за родителот е најситната интервенција што е стрес. И овако има деца што кои идат на бербер плачат, па не пак одат на доктор. Не. Сепак што ме прашате? За рутинските операции. Рутинските операции. Кои се тие? Значи, најчесто кај нас се рутинските операции, кои што кажа, кила или брух, што се каже водена кила, мобилни тестиси. Тие се најчестите кај нас. Фимозите ги решаваме, циркуцизии. Што значи фимоза? Фимоза значи кога, например, на курето на детето, физиолошки има кожичка што се наоѓа над главчето на истото. И таа обично кога се раѓа, таа е залепена. Така. И на возраст до 1 година треба да се направи мануелно ослободување на таа кожа од главчето на, да кажеме, на пенисот на детето, за да не дојде до некои инфекции. Пошто таму се влачи еден секрет кој е идеален за анаеробни бактерии и може да направи голема инфекција и таа инфекција да се пренесе према назад, да кажам, према бешика, нагоре и према бубрези, да не кажеме, тоа се веќе поголеми родителите понекогаш сами ја симнуваат таа кожичка, значи, со тоа да ја ослободат. И стално кажа, и тука има заблуди. Има деца што ми доаѓаат на 7 години, на 8 години, на 13 години. Толку време се чекала? Па им кажа, да, нека нема потреба, вика сама ќе му се одлепи кожичка, да не се секире. Значи, таа интервенција е исклучиво мануелна, што прави детски хирург. Значи, не е непријатно или некој друг колега да каже, ова не можам да го направам, што е сосем нормално, пошто ја има секјам 3 до 4 правам секој ден. Така да, тоа е рутинска интервенција и се прави исклучиво кај детски хирург. Пошто они мислат дека може да го отворат коректно кожичката, ама не е тоа секогаш така и повторно може да настане некој инфекција. Затоа апелирам тоа да го прави детски хирург. И што е најбижно, да заклучиме, има став, се знае дека тоа се прави до година ден. Кога постои неможност, најчесто таа кожичка така е потесна, може да се јави еден фиброзен прстен, е неможност нормално да се изманипулира, да се отвори таа кожичка, тоа се прави интервенција и таа е една од, исто така, од рутинските операции. Правиме и ритуални циркумцизии, сунети. Тоа се претежно најчестите интервенции. Овие се што интервенции што ги споменавте, што се рутински, кои што се однесуваат на килата, на спуштените тестиси, до која возраст треба да се кој ќе размислам. Кој ќе ви кажам, на пример, ако имаме на ден по, да кажам, 8 до 10 интервенции, 5 или 6 се или ингвинални кили или неспуштен. Значи тоа е всушност најчестото што го... Тоа е најчесто, тоа е таа лана патологија што ви кажа претходно. Интервенциите, зависно од ставовите на некои школи, дали европска или америчка, како ние ги превземаме, најчесто треба да се направат после година ден. Ја ги може и порано, ако, например, ако дојде кила, ако самата кила, например, се вклешти,
Нели? Тоа се работи, тоа веќе станува хитна патологија. Ако тестисот што не е спуштен се уврти, настане таа торзија, Повторно, тоа е ургентна. супер хитна состојба, тоа се прави веќе како хитна интервенција. Ако е на ладно и ако е планирана операцијата, веќе после година дена може да се направи. И јас стално го спомнам тоа, дека и за помладите колеги, што ги едуцирам, не би требало да се прави пред година дена, затоа што веќе тогаш, како што кажавме пред малку, децата примаат анестезија. А самите органи кај дечињата, кај бебињата, кога ќе се родат, тие не се развиени, не се матурирани доволно. Тие и после раѓање почнуваат да созреват јетрата, мозокот, цревата, нели. И сега ти да ги судриш со анестезија, што сепак е медикамент што има и лоши својства, нели? Нема потреба толку рано. Барем да се почека година дена, за да може да се оствари тој оперативен план што сме го направиле, нели? Значи треба да се извагаат работите, да се направи треба да се извагаат. Например, има сега например дечиња што се например понано родени, нели? Па неговата родилна тежина и возраста не конвенираат некако, нели? Па чекаме да напуни одредена возраст, па да добие нели тежина, килажа, па да може да се интервенира. Ако треба кај некој дете што е нормално родено на година дена, кај може ќе треба на година и по дена. Затоа се прави тој оперативен план, да се најде идеалниот период и момент кога е најдобро да се оптимално да се оперира детето. Поготово овие што се ладни операции, што се планираат, дали уназад 5 или 6 месеци, нема никакво значење. Може ако го оперираш порано, да завршиш интервенцијата како што треба, да се напред некои други проблеми, да се скомплицира, него да почека уште 5 месеци, кај што имаме простор, ако веќе имаме простор за калкулација, ќе почекам. Така, зошто да не. А како проценувате дали малиот пациент е подготвен да си оди дома? Ние секоја интервенција, секоја операција, значи си има, како што кажавме, подготвителен период, интервенција, постоперативен период. Значи секоја диагноза што ја третираме на нашата клиника, знаеме колку е потребно детето да биде во болница, после тоа следи болничко лекување, па има амбуланско лекување и тоа се периоди, зависно од диагнозата. Например, овие што се поладните операции, сега да не ги набројам, да се ширеме, например, што е килата или крипторхизмот, тие се ованде една дневна операција ни. Ние ако го оперирам ја во вторник, го оперирам веќе у среда, ги пуштам дома. Што значи ако оди дома, не значи дека треба да иде на училиште или да играе надвор. Има болничко лекување и домашно лекување. Истите се разликуваат само по амбиентот. Така. У принцип се што прави во болница треба да прави дома, нели, да лежи, да нема посети, да биде да не биде толку активен. И точно си знаеме кога треба да се случи кој период. Така, а дома родителите на што да внимаваат? Еве да речеме, при кои симптоми треба веднаш да се јават повторно на детска хирургија? Ја инсистирам кај моите пациенти, пошто сум најстар, веројатно прифатили и другите колеги, да кажем помладите, пошто јас сум најстар, мора да има комуникација меѓу докторот и родителите. Еве, например, ке мене ќе дојдат во амбуланта и сега ќе дојде во амбуланта. Добар ден, го прегледувам, викам детето ваше има кила конкретно за операција. Сега има и тука вариабили некои. Кога ќе дојде, кај мене интервенциите строго закажани, многу брзо траат, нема некоја листа за чекање, сакам навремено сите да се ги завршат. И сега имам прашање од мајката. Ај таткото, почесто од мајката. Кога ќе дојдеме, викаме, еве дојдете на 21 мај, вие закажан прием, ќе дојдете во вторник, ќе види анестезиолог, исследување, лаборатории, снимање што треба, си одите дома, сабале доаѓате во 7 сатот и
планирам да го оперирам детето. И сега тука почна прашањето. Колку конци ќе има, колку ќе биде раната, а кога ќе си идеме, кога треба после тоа да доеме на контрола. Милион прашања. Милион прашања. Ја во принцип им кажам, значи тоа иде на етапи. Значи денеска сте дошли, сме закажали интервенција. Кога ќе дојдете на интервенција, ќе ве седнам, ќе ви описнам каква е интервенција. Кога ќе заврши интервенцијата, ќе ви кажам што сме оперирали. Кога ќе дојде денот за пуштање, ќе ве соберам кај мене во канцеларија, во кабинет и ќе ви објаснам што треба да јаде, на што треба да внимавате и тие работи. Значи многу е битна комуникацијата. И им кажам на родителите, ако ви кажам јас сега, ќе ви се измеша све во глава и пак ќе ме прашувате и ништо не правим. Значи чекор по чекор. Една по еден степ имам трпение и така функционира. Значи со секоја наредна состава сакам да ги формирам родителите и заеднички да знаат што треба прават понатаму. Значи сите ги добиваат информациите во нивниот случај на што треба да внимаваат. Апсолутно. Давам телефон, достапен сум 24/7. Пошто им кажам на специјализантите што се новите и што сум и ментор, да знаете дека и меѓу другото вашата професија се разликува што вие сте 24 сати доктор. Да не споредам со други. Ако некој му се случи нешто в зграда, вас ќе ве викнат. Ако има некоја сообраќајка, вие ќе трчате. Нема тука ја да работам до 3 сат. До крај на животот, откога сте одлучиле да сте дипломирале, вие сте доктор. Еве и колегата Матовски што се до ден денеска е активен и им помага на луѓето, така да стално сум достапен во секој време во интерес за здравјето на децата, нормално. Таква е најхумана професија. Професор, ви благодарам многу што го споделивте со гледачите вашето долгогодишно искуство во оваа област. Ми беше задоволство што бевте гостин во магазинот за родителство на Опус месеци. Ви благодарам и вас на поканата. Наискрено станно се радувам кога ќе ме поканите, затоа што многу ценам вашата емисија. Најмногу ради се што се обидувате да дадете практични совети на самите гледачи и е многу корисна и едукативна вашата емисија. Ви благодарам, ова се прашањата, верувам што повеќето родители на пациенти би ви ги поставиле. Кога се договоривме да гостувам емисијата, ви кажа што да направиме концепт за прашање, ја ви реков што сакате, можете да прашате, секој време сум спремен за било што. Така, точно отворена беше сосема темата. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Благодарам и вас на покана. Ке им се заблагодарам и на гледачите што беа заедно со нас и денеска. Почитувани, ви посакувам пријатен ден.